Добар ден, драги ученици. Денеска ќе се запознаеме на часот по историја со новата наставна содржина, формирањето и дејноста на Македонската револуционерна организација, која е предвидена за 8 одделение. Пред се, за да разговараме за формирање и дејноста на Македонската револуционерна организација, покасно ќе ја спомнеме како МРО, треба да видиме кои се целите кои што сакаме да ги постигнеме на часот. Да ги видиме причините за создавање на Македонската револуционерна организација, што довело до нејзино создавање, да се запознаеме каде и кога е основана Македонската револуционерна организација и од кого е создадена. Нормално треба да се запознаеме со нејзините програмски определби и цели на организацијата. Видиме како е организирана војната служба на Македонската револуционерна организација, нејзината војна организација ќе ја согледаме. И на крај ќе се запознаеме со појавата на врховизмот. Една појава која е својствена само за Македонското револуционерно движење. Идеме понатаму. Значи, причини за создавање на Македонската револуционерна организација би биле големените даноци. Тоа е нормално при големите османлиски војни порази, како од Русија, така и од Австро-Унгарија, почесто од Русија, бидејќи Русија станала заштитник на православните балкански народи и при секое нејзино востание против османлиските војски веднаш Русија ја објавува војна на Турција. Србија кога дига востание, Русија објавува војна, Бугарија кога дига востание, Русија ја објавува војна на Турција. За тоа се запознавме во некои од претходните наставни содржини. Русија се јавила како заштитник, бидејќи и самата православна држава застанала во заштита на православните народи на Балканот. Големите војни порази губила територија османлините, од тие територии, особено од териториите на Босна и Херцеговина, која што полека станувала австро-унгарски протекторат, се доселувале голем број на муслимански бегалци, наречени мухаџири. Најчесто се населувале во Западна Македонија. Исто така, феудалната анархија била една од причините за создавање на една македонска револуционерна организација која што ќе се застане во заштита на македонскиот народ. Била анархијата на османлиските паши и бегови. А нормална анархија значи безвластие, каде што пашите и беговите откажувале послушност кон султанот и вршеле зулуми и плячки во македонските села. Ке имаме причини за создавање и да видиме каде е создадена. Значи, Македонската револуционерна организација била создадена, формирана во Солун, Егејска Македонија, денешна Грција, на 23. октомври 1893 година. Во незиното основање учествувале Даме Груев, доктор Христо Татарчев, Христо Батанџиев, Андон Димитров, Петар Попарсов, како и нивниот домаќин Иван Хаџи Николов. Они се состанале во неговата книжарница во Солун. Веднаш е одредена политичката цел, значи со која цел е создадена Македонската револуционерна организација, а тоа е автономија на Македонија, и веднаш е избран Централен комитет на чело со доктор Христо Татарчев, кој бил председател, и Даме Груев избран како благајник. Значи имаме формирана организацијата, сега да видиме како била воена организирана организација и незините правила на Македонската револуционерна организација. Едно од главните правила било да е таа тајна и револуционерна, тајна бидејќи незините членови биле често прогонувани од османлиските војски и сили. Значи, ќе делува организацијата, друго правило е дека ќе делува организацијата само во Македонија, во незините географски и етнографски граници, поради што ќе се нарекува внатрешна. Незе би членувале лица, родини кои што живеат во Македонија без разлика на незината вера и народност. И нормално, уште еднаш треба да ја спомнеме незината цел, а тоа е автономија на Македонија, која покасно би довела до незина
самостојност. Незиното формирање веднаш после нецели 3 години во Солун одржан првиот конгрес на организацијата. Конгрес на кој територијата на незиното действување, тоест територијата била разделена на револуционерни окрузи, Солунски, центар градот Солун, Битолски, центар градот Битола, Скопски, Серски, со центар во градот Сер, Струмички, Одрински и незините околии. Донесена е одлука името на организацијата да се промени од Македонска револуционерна организација во Тајна Македонско-Одринска револуционерна организација, каде што највисок орган би бил Конгресот, преку кој незините делегати, значи членовите на организацијата, би го избрала Централниот комитет, кој што бил со седиште во Солун. И така е решено дека може да членуваат сите во организацијата без оглед на вера и народност. И на крај биле задолжени македонските револуционери Гоце Делчев и Ѓорче Петров да го изработат новиот устав на организацијата. Устав значи законски акти кои што ќе биле од големо значење на незиното функционирање. Идеме понатаму. Доаѓаме до војна организација на ТМР. Главен воен инспектор на организацијата, како што може да видите од сликата, верувам дека веќе сите го препознавте, бил најголемиот македонски револуционер и идеолог на македонското револуционерно движење Гоце Делчев. Че под негова надлежност била војната организација, каде што веќе од 1898 година действувале околиски револуционерни чети, имали своји војводи, била организирана пошта, курирска служба. И сето тоа било под будно око следено од Гоце Делчев, кој што бил главен инспектор на револуционерните чети. Слоган и парола на македонските чети била Македонија на македонците и слобода или смрт, каде што македонските комити својата заклетва кон организацијата ја давале врз Библија, каде што стоеле кама и пиштол. Одеме понатаму, доаѓаме до следниот дел од четните чекори на действување на Македонската револуционерна организација, каде што се појавува еден нов вид на македонско действување, македонско под наводници, бидејќи овој нов вид македонско действување бил формиран, финансиран од бугарската влада, која што во 1895 година од македонци кои што биле во емиграција во Бугарија, го формирале Македонскиот комитет, се со една цел: преземање на раководството во македонското ослободително движење, за да докажат дека тоа движење имало бугарски карактер и за да работат за целите на бугарската влада. Еднаш почнале поделби во македонското револуционерно движење, Македонскиот комитет се преименува во Врховен македонски комитет, незините членови биле наречени врховисти, а членовите на Тајната македонско-одринска револуционерна организација биле наречени централисти. Од овој период стално ќе биде борба помеѓу македонските врховисти, кои што работеле во соработка со бугарската влада, и македонските централисти, кои што се бореле за автономија на Македонија. Водач, најголем водач на централистите на ТМР, покасно ќе видиме, бил Јане Сандански од Серскиот револуционерен округ. Тоа беше се за денеска, драги ученици, во кратки црти, најкратко, успеавме да ви го доловиме, презентираме формирањето на Македонската револуционерна организација. За крај, би ви задал и домашната работа, каде што треба да се одговорат прашањата на страна 114 од учебникот по историја. Ви благодарам.